денешното интервју разговараме со Стефан Андоновски, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Добар ден, господине Андоновски. Добар ден, благодарам на поканата. Вака се, Македонија последниот период во сите оние меѓународни извештаи е рангирана се полошо и полошо. Да започнеме прво со последниот извештај на угледниот економист, каде што на светската ранг листа го заземаме 78-то место и сме во она лоша непосакувана група на хибридни режими, некако иако власта си формираше и свое министерство кое што се бори против корупција, се меѓутоа се работиве изгледа дека се некако излезени од контрола и последниве 4 години откако оваа власт се наоѓа е стационирана на Илинденска, сега веќе без број, сме се полошо и полошо рангирани. Кој е вашиот став? Има ли простор некако со оваа власт за било какво подобрување на листата на економист? Плашат два феномени. Првиот феномен е тој што ние имаме постојано уназадување во однос на овие параметри. Што се однесува до економист, ние веќе неколку години поред сме во оваа група на хибридни режими. Тоа е инаку предпоследната група по категоризацијата на демократиите. Имаме целосни демократии, нецелосни демократии, демократии кои што се во развој, режими кои што целат кон демократија, хибридни режими и распаднати држави. И оваа класификација се прави по неколку објективни параметри. Таа не се прави по нечија желба, по нечија насока, туку по објективни мерливи критериуми. И тоа е првиот проблем кој што го имаме, тој што постојано бројките се влошуваат. Од друга страна, гледаме дека владата нема желба работите да ги поправа, туку работите да ги прикрие со лажни вести. Па така имате објаснување дека методологиите не чинеле, дека владата правела се што може, дека проблемот биле остатоците од некои поранешни системи на владење или режими. Сето тоа со цел да се покрие реалноста која што граѓаните живеат, затоа што оваа слика не треба да ни кажува каде се движиме, Economist или Transparency International, ние самите чувствуваме каде сме, а сме таму каде што во моментов не бутка владата, тоа е хибриден режим. Опасноста е што тие со овие PR алатки и скапо платени маркетинг агенции кои што ги ангажираат на дневна основа, се обидуваат да го излажат македонскиот народ дека тоа што всушност го гледате не е вистината, туку вистината е некоја розова слика која што тие се обидуваат да представат. Ме прашавте дали со оваа влада има надеж, мене ми е страв дека нема простор за напредок со оваа власт, се додека е на власт е корупција, криминал и владење на непотизам, се дотогаш ние ќе гледаме вакви и полоши резултати на овие мерења меѓународни. И мое мислење е дека единствено решение е промена на власта, промена на ликовите кои што ја водат државата, за да имаме вистински резултати. Вие не можете да имате резултати на економист, ако поранишниот директор на Фондот за здравство е се уште на слобода и никој не отвора постапка да докаже како тој имал купчиња кеш пари и можел да ги става во торба. Или можел да брка странски бизнисмени барајќи им кеш пари со изјавата дека швеѓаните можеби треба да дадат нешто. На тој начин не можете да градите конкурентна економија и конкурентен демократски систем кој што ги испорача резултати за граѓаните. А што е со она рангирање на Transparency International, каде што се наоѓаме на 111-тото место, никогаш полошо до сега? Таму сликата е уште полоша, затоа што имаме драматичен пат последниве години. Баш се направи една анализа какви биле бројките во време на владењето на ВМРО-ДПМН, какви биле бројките на владењето на СДСМ пред владењето на ВМРО-ДПМН од 2002 до 2006 и се гледа дека секогаш кога СДСМ е на власт, корупцијата е на највисоко можно ниво, за оваа година да го достигне максималното дно и јас мислам дека повеќе од ова не може да се, подолу од ова не може да се оди, но се надевам дека нема да ме девантира наредниот извештај 2021 кој може да биде уште полош, но резултатите се такви и ние сме во групата на земји како што е Бангладеш, како што е Гамбија, Казахстан, брегот на слоновата коска е пред нас, кои што држави не се излезени или не се излезени од граѓански војни, или се уште во транзиција кон демократски системи, или имавме граѓански војни во блиското минато. Имаме страшни иселувања од тие држави на азиланти, на мигранти и така натаму. Тоа се држави кои што се комплетно нестабилни по сите основи. Јас не сакам да верувам дека Македонија ја враќаме таму во друштво на држави кои што
едноставно не слезени од тој воен или граѓанска борба, граѓански воен систем или некоја хунта, и да ја поедноставуваме или ставаме знак на еднакво помеѓу Македонија и тие држави. Напротив, јас сакам Македонија да ја споредувам со држави како што е Естонија, како што е Финска, како што се Полска, Италија, Франција, Германија, зошто да не? Затоа што ние целиме кон тоа друштво на народите. Ние не целиме кон друштво на народи кои што оди во граѓански војни или во хунти и диктаторијални режими. Кога велите кон тоа кон што целиме, последниот период, последниве 6, 7, 8 месеци, па и година дена, представници од нашата власт, вклучително и премиерот, министри, па и председателот Пендаровски, немаат остварено конкретно некоја средба со премиер, председател на било која држава. Од друга страна, па, вие како политичка партија, раководството на вашата партија, периодов оствари средби со тројца премиери на држави кои што се во Европската унија и кои што се во НАТО. Се надзирали некаква, не знам, вклучително ако се земе како пример и овие меѓународни извештаи каде што сме се полоши, се наоѓа ли Македонија, не знам, некаква меѓународна изолација? Видете, никој не сака да се среќава со корумпиран владетел или корумпиран носител на власта во една држава, и заради тоа можеме да направиме споредба дека представници на ВМРО ДПМН од раководството во 2-3 месеци имаат повеќе средби со нашите меѓународни партнери отколку што владините највисоки представници, председателот, премиерот и председателот на собранието имаат во последниве 2 години. Значи споредбено ВМРО ДПМН има многу повеќе средби на меѓународно ниво, но не се само средби. Тоа е многу позначено да се каже. Кога отпочна пандемијата со коронавирусот, ние веднаш се обративме кон нашите пријатели и резултатот беа авиони помош кои што стигнаа од Словенија и стигнаа од Република Унгарија. И тоа е начинот на кој што ВМРО ДПМН функционира. Не само средби, не само празни зборови и флоскули, туку резултати. И тие резултати се видливи за граѓаните. Ќе ве потсетам дека председателот Мицковски во соработка со премиерот на Словенија господинот Јанес Јанша обезбедија и помош во вид на доктори, медицински персонал кој што би дошол во Македонија и би помогнал во градење на платформа за лекување од COVID-19, и требаше тогаш министерот Филипче само да се обрати кон премиерот или кон министерот за здравство на Република Словенија, и таа помош веќе беше договорена, но тој повик не се случи до ден денешен и тие доктори не дојдоа во Македонија. Значи дури и на договорена помош. Она што се случува и во последно време, можам да ги спомнам и активностите на подпредседателот Александар Николовски, кој како председател на телото за евроинтеграција, на Советот за евроинтеграција во собранието, има бројни десетици средби со високи представници, амбасадори на државите членки на Европската унија, се со цел да може да се створи еден мост на соработка за да се помогне процесот на евроинтеграција. Од друга страна, гледаме дека власта нема такви средби, затоа што, пак ќе го повторам тоа што го кажав на почетокот, никој не сака да се среќава со луѓе кои што се во сплетки, во мрежи на тешка корупција и на крадење на сопствениот народ и сопствената држава. И ми се чини дека овој процес понатаму и ќе продолжи. Од една страна ВМРО ДПМН да гради мостови, а од друга страна владата на СДСМ да нема никаков контакт со нашите партнери од Европа. Која е цената што ја плаќа Македонија за тоа? Ако земеме предвид на тоа што во ек на светска пандемија од коронавирус, сите држави се тепаат за вакцини и обезбедија голем дел на вакцини, ние останавме единствена држава каде што нема. Имаше неколку пати најави во последниве 7-8 месеци кога ќе добиеме, какви последната информација, ќе добиеме 200.000 кинески вакцини, кои што власта ни убедуваше дека не се добри, дека не требаат од производители кои што се од западните држави, меѓутоа на крај се сведува и тие не знаеме кога ќе дојдат, а веќе имаме речиси 3000 жртви. Колку што треба држава, која е вкупната цена што треба да ја платиме за село? Цената што ја плаќаме најмногу и најтешко ми е што ќе кажам дека се мери во човечки животи, потоа се мери во финансии, во државата пари кои што се одлеваат, во здравјето на граѓаните, и се мери во луѓе кои што ги губиме неповратно затоа што се иселуваат. Сега, кое е решението? Односно, која е позадината на сето ова, па ќе стигнеме до решението. Позадината е дека владата измисли преку 100 лаги зошто не се вакцинира населението во Република Македонија. Ќе ве потсетам на најголемата лага, можеби најголемата лага на оваа деценија од 2020 до 2030 ќе остане
лагата на вице-премиерката и сега министерка за одбрана Шекеринска дека не сакаме први да вакцинираме за да не ги тестираме нашите граѓани. Тоа беше првата најголема лага. Втора лага, јас 2-3 ќе спомнам само, другите граѓаните сигурно ќе се потсетат, е лагата дека вакцините што туку не стигнале, значи почнуваме во јануари да се вакцинираме, веќе сме февруари, абер нема да стигнат вакцините. Третата лага е дека ние сме подготвени со фрижидери, ама фрижидериве не знам за што ќе ги служиме. Четвртата лага е дека Србија и другите држави се антизападни, па затоа тие можат да се вакцинираат затоа што сами се договараат со разноразни производители на вакцини, а ние затоа што сме проевропски, ние мора да го чекаме ковак системот и да не се вакцинираме сами. Сето ова покажува дека владата прави се за да не залаже, а ништо за да се ја сработи основната задача која што има, да си го заштити населението од здравствени болести. Ниту Србија, ниту Бугарија, ниту Албанија, ниту Хрватска не се антизападни држави, што комуницираат со сите производители на вакцини, кои што се нормално одобрени од Светската здравствена организација, за да си го имунизираат населението. Со ова не сакам да кажам дека треба сите да се вакцинираат, треба да се вакцинираат луѓето кои што сакаат да ја примат таа вакцина, но државата има обврска и да гарантира за своето население дека процесот на имунизација е возможен. Кај нас стои буквално нема надеж дека би можел да се случува. И тоа не е заради нашето антизападно или прозападно ориентирање, туку заради класичната неработливост на владата. Јас дури се сомневам дека има простор за договарање и преговарање за тендерски услуги кои што владата сака да ги направи со одредена веледрогерија, за да ги нарача вакцините преку таа веледрогерија, а да не ги нарача како држава, за да може некој по принципот на други тендерски процедури во здравството да пакува повторно кеш пари во одредени коферчи. Имате сомнеж дека еве Србија најави дека ќе ни донира колку бе 8.000 дози од вакцина во Pfizer, кој што се испостави дека кај нас се уште не е регистрирана. Мислите ли дека тоа е причината, бидејќи веќе се договара некој тендер? Причината, јас се сомневам дека се коферчиња полни со пари, а кога знаете дека вакцини се во фаза на производство, знаете дека се регистрираат во другите држави, тоа го знаете уште август, септември месец 2020 година, процедурата на промена на законите, ако законите не ви дозволуваат директен увоз, процедурата за промена на законите можете да направите во било кое време во собранието. Собранието е активно и наместо да праќате закони за марихуана, закони за ослободување од давачки на општините, за скратување на долговите и разни други скратување на процедурите со деловникот. Значи, вие имате време да произведувате закони, но немате време да произведете закони кои што вас ќе ви значат лесен, брз увоз на најважната вакцина оваа година или овие неколку години, затоа што пандемија очигледно ни го блокира целиот систем и вас ви е потребно да вие решението го најдете преку вакцина. Са целиот свет успева да произведе, регистрира вакцини, вие не успевате со едноставна законска процедура истерана во собрание да ги донесете вакцините. Мислам дека не е толку недоветност, туку повеќе е како да се направи бизнис и од оваа овој клучен дел од пандемијата, а тоа е вакцинацијата на населението. За жал. Во услови кога држава гледаме дека не е кадарна да обезбеди вакцини, се спрема една друга голема операција, најголема во сите држави. Тоа е она статистичка операција наречена попис, која што се одржува на почеток на првата година од секоја декада во сите држави. Поради корона пандемијата голем дел држави го одложија пописот за една година, што се Германија, Шкотска, Ирска, Хрватска, Србија, Бугарија. Некако кај нас, не знам, можеби Германија е банана држава, па не може да организира попис, ние можеме да сме кадарни и способни. Истовремено се отвара и сомнеш, сето онаа најава со врзани подписи на директори на двајцата директори, генералниот и заменикот во Заводот за статистика. Има ли сомнеш дека пописот е веќе договорен однапред и бројките веќе се знаат? За жал, во Македонија пописот е се освен статистичка операција, а тоа го прават ваков тип на договарања без принципи, без никакви практични политички принципилни организирани, сеопфатни консензус договарања.
наспрема тоа имаме еден готов закон кој стигна во собранието со европско знаменце за да се намали дискусијата. ВМРО-ДПМН е за организирање попис. Пописот не е потребен затоа што мораме да знаеме како ќе ги планираме идните чекори, идните политики. Но тој попис треба да биде реален, затоа што инаку ако не е реален, ако дава погрешни податоци, вие не можете да го искористите за планирање на иднината на македонските граѓани. Е сега во што се состои проблемот? Го слушав претседател Пендаровски на една така интересна небулозна изјава во која што рамковниот договор го става како основ зошто се предвидело врзан подпис. И тука се поставува прашањето што ако директор и заменик директор на институцијата која што треба да го спроведе пописот беа, да речеме, двајца македонци или македонец и представник некоја друга етничка заедница, а не албанец. Дали тогаш ќе важеше рамковниот договор во оваа ситуација? Одговорот е не, затоа што рамковниот договор предвидува учество на помалите етнички заедници во гласањето на законите во собранието и овој закон за попис е таков закон во кој што е потребна поддршка од заедниците, односно не може да отидете вие на референдум за попис, затоа што прашањето ги засега и помалобројните заедници. Кога ќе помине фазата на собрание, веќе во институциите вие не смеете да имате врзани подписи. Зошто? Затоа што на тој начин се гарантира блокирање на процесите ако една политичка партија не е задоволна со резултатот и затоа сметаме дека веќе има политички договор како треба да изгледаат резултатите од пописот и ова е еден гарант само да се постигне дека тие резултати кои што се договорени ќе се испорачаат. Јас често ја слушам изјавата на директорот на Заводот за статистика во кој што вели јас сум експерт, 30 години сум тука, во ред. Ајде тоа ќе го признаеме. Каков експерт е тогаш неговиот заменик директор кој што дојде во таа институција пред 2-3 месеци? И дали е исто нивото на знаење, експертиза, познавање на директорот и заменикот директор? Јас ќе речам дека не е. Ако било исто, тогаш во ред можеме да разговараме за совет кој што ќе го спроведе пописот и кој што ќе има консензуално право да одлучува. Сите ако се за, тогаш е во ред. Но ние предложивме многу поедноставен модел, а тоа е електронски попис, кој што на пример Словенија го прави уште пред 10 години, многу успешно затоа што се работи за сличен профил на држава како Македонија со сличен број на жители, слична структура и така натаму. И од тука не гледаме што е проблем да се мечира, да се поврзат повеќе бази на податоци кои што постојат и да се излистираат кои граѓани се присутни во Македонија. Затоа што јас истражував и не можам да најдам држава која што истражува на попис кои се граѓаните кои што не живеат во таа држава. Туку си ги брои луѓето кои што се резиденти, односно живеат во таа држава. Јас не сум сретнал пример на други држави каде што имаме врзан подпис на директорите за да го спроведат законот. Од тука нашиот предлог е доколку се инсистира на ваков тип на попис кој што е комбинација на теренски со бази на податоци, тогаш тој да се одложи заради пандемијата, затоа што гледаме дека ние сме држава која што најслабо се справува со пандемијата. Имаме најмногу заразени по глава на жител, имаме најголема смртност. Зошто да ризикуваме граѓаните дополнително се заболуваат, кога еден попишувач ќе влезе во 100 куќи, од каде ние ќе знаеме дека тој човек по пат негде не се заразил и не ги заразува наредните 50 во кои што ќе влезе. А наместо тоа да го ризикуваме, да го одложиме пописот за наредната година, каде што се надеваме дека владата до тогаш или ќе падне, па друга влада ќе обезбеди вакцини, или оваа ќе се смилува да се ја сработи домашната задача и да обезбеди вакцини за населението и за оние кои што ќе попишуваат. Во спротивност, ајде да работиме на електронски попис, кој што ќе гарантира директно, неприкосновено, точно и прецизно броење на населението кој што живее тука, за да можеме да ги планираме политиките. Кога сме кај електронскиот попис, вие веќе започнавте процедура преку Државната изборна комисија за предлог закон. Очекувате ли дека да претпоставаме дека подписите ќе бидат собрани, дали собранието ќе го стави на дневен ред тој закон? Процедурата е таква да треба да собереме најмалку 10.000 подписи на граѓаните за да го поднесеме овој закон или тоа да го направат 30 пратеници. Ние таа бројка на пратеници веќе имаме обезбедено во собранието, но сметаме дека ако се појават илјадници подписи, илјадници луѓе застанат позади оваа иницијатива, нема да смее собранието таа иницијатива да игнорира. Ќе
Ќе го стави на расправа, ќе го поништи пописот и ќе разговараме за квалитетно пописно решение. Нас идејата не ни е да нема попис во Македонија. Напротив, попис мора да има заради граѓаните, заради државата. Но тој попис треба да биде реален. Нашата борба во овој случај е да обезбедиме реален попис на населението кое навистина живее во Македонија и кое навистина има потреба од училиште во Тетово или градинка во Карбинци или средно училиште во општина Аеродром. Ние сме за тоа, но да видиме дека вистински луѓето живеат таму за да знаеме кои им се потребите и барањата. Ви благодарам, господин Антоновски, за одвоеното време. Благодарам јас.